А до 8 часот на нова тема во Македонија наутро. Демократска обврска е политичарите да работат за и во интерес на граѓаните, а тоа да го покажуваат и во своите говори. Комплексните прашања важни за општеството да ги решаваат преку диалог, наместо преку популизам, напади на лична основа и подкопување на довербата во институциите. Но дали е навистина така? Кога ги кројат одлуките, каков говор користат. Заштитните наративи на политичарите, но и одговорното новинарство кое што се темели на професионалните стандарди и кое мора да го постави јавниот интерес како приоритет. Наредниве минути во Македонија наутро разговараме со председателот на Сдруженијето на новинари на Македонија Младен Чадиковски, кој што го имаме на Skype. Младен, добро утро и благодарам за позитивниот одговор за разговор во Македонија наутро. Тема на која што треба секако гласно да се говори, бидејќи навистина ни е потребно и разбирање и почитување меѓусебно, но и да внимаваме како се однесуваме, особено кога говориме јавно. Политичката комуникација и медиумското известување ја покажуваат зрелоста на едно општество. Следствено на ова, ја покажува ли зрелоста нашето општество? Добро утро на сите гледачи на македонската телевизија. Имене ми е задоволство што сум денеска ваш гостин. Дали македонското општество ја покажува зрелоста? Во денешно време во кое што живееме, значи не можеме да кажеме ниту дека сме многу подобри, ниту дека сме многу полоши од некои други општества, бидејќи видете навистина ова е еден глобален феномен, глобален проблем со кој што се соочуваат сите повеќето од општествата, особено оние општества кои што се поранливи во функционирањето на своите држави, во функционирањето на своите демократии. Ако треба да се направи некоја мини споредба, веројатно со делот европскиот напреден свет, Македонија заостанува во овој сектор во однос на тоа како и зошто ги прифаќа овие штетни наративи да бидат доминантни во одредени делови на функционирањето. Меѓутоа, ако видите што се случува во некои други општества, како што еве, например, во последно време и во Соединетите Американски држави, каде што дезинформациите и штетните наративи стануваат дел од мејнстрим политиката, тогаш не можеме да кажеме и дека сме и ние некаков исклучок. Токму затоа мислам дека треба да се стремиме сите кон тоа да се обидеме да го намалиме и дискриминаторскиот говор, меѓутоа да ја зачитуваме слободата на говор и на изразување. Докато се одржа дискусија, беа присутни голем број на чинители во општеството, новинари, медиумски работници, секако важно беше и присуството на политичарите, бидејќи се разговараше, се дискутираше токму за последиците од токсичната реторика во јавниот дискурс. Ние секогаш слушаме од сите дека нели сето ова треба да се промени. Но освен добра волја, што навистина е неопходно за промените навистина да ги почувствуваме сите заедно во пракса, а најмногу гледачот, читателот, слушателот? Токму така, потребно е целосно сите чинители во општеството, особено оние кои што учествуваат во креирањето на јавниот дискурс, да покажат не само добра волја, туку конкретни чекори и акции за да го спречат тој штетен наратив што провејува низ општеството. Кога ќе речеме сите чинители, пред се тука мислиме на политичките партии, мислиме се разбира и на медиумите и на новинарите, но мислиме и на се разбира и на невладините организации, мислиме и на граѓаните кои што во денешно време се повеќе чинители во креирањето на јавниот дискурс преку се разбира социјалните мрежи во кои што имаат понекогаш и доминантно учество во ширењето на ваквите ставови. Што можат медиумите да направат? Значи, медиумите пред се не треба да бидат неми пренесувачи на наративите. Нашата улога е да проверуваме, да контекстуализираме изјави, да ги анализираме изјавите и така натаму, да не ги пренесуваме
некритички сите изјави што доаѓаат од политичарите, макар и кога тие се со штетен наратив или пак се можеби лажни или дезинформативни. Но новинарите исто така мора да поставуваат прашања што политичарите избегнуваат да ги одговорат, а политичарите мора да сватат дека тие постојат за да одговараат на прашањата на новинарите, не затоа што се тоа прашања на новинарите, туку затоа што е тоа интерес на јавност. Кога ги споменувам медиумите, велам дека кога медиумите само пренесуваат одредени изјави, тогаш се губи критичката функција на новинарството и ние стануваме огласна табла. Тоа не е функција на новинарството и не смее да биде функција на новинарството и токму заради тоа треба да сватиме дека мора да се вратиме кон оние патеки на новинарството, кога новинарството ги диктира темите, а не ги диктира темите политичката партија или политичките партии или пратениците во собранието или владата или опозицијата или било кој од политичките чинетели. Значи, едноставно ние треба да се држиме до оние теми кои што се од интерес за граѓаните, се од интерес за јавноста. За да се држиме до тие теми, мора да ги поставиме нашите приоритети. Истовремено политичките актери треба да покажат одговорност и транспарентност во комуникацијата, да не го користат и злоупотребуваат медиумскиот простор за да избегнат одговорност или да создаваат манипулативни слики за реалноста. Зошто ова го велам? Затоа што многу често политичарите свесно креираат лажни наративи, ја користат, па да речам, ранливоста или пуснивоста на медиумите за да можат со тие наративи да излегуваат во јавност и да креираат сценарија и сцени кои што се штетни или за нивниот политички противник, или за нивниот противник кој што во моментов сметаат дека може да им наштети, дали се тоа може да бидат синдикалци, дали може да бидат некои различни групи на протестирачи кои што се незадоволни од одредени состојби во општеството. И кога ваквиот наратив почнува да завладува во јавноста, тогаш на тоа се лепат, се разбира, од една страна се партиските ботови на социјалните мрежи, од друга страна и самите граѓани кои што недоволно свесни или мономедиумски писмени, не зборувам за сите, се разбира, меѓутоа зборувам за една одредена група која што се уште го бара своето место во медиумскиот простор и не може да се носи со одговорностите кои што ги носат и социјалните мрежи и јавноста и медиумите и доаѓа до креирање на една атмосфера која што атмосфера се разбира не е воопшто добра. И уште малку да се задржиме на нас, на нашата работа. Ако содржините кои што и пред малку ги споменавте, се мостот кој што практично ја гради довербата помеѓу медиумот и помеѓу публиката. Колку истата ја губиме попат? Колку сме условно кажано самите виновни и за односот на публиката кон нас и критиката кон нашата работа? Видете, секој таа двонасочна е таа комуникација. Значи, медиумите можат и треба да бидат креатори на наративи кои што се значајни за граѓаните. Зошто тоа попатно некаде се губи? Мислам дека има многу причини кои што влијаат на намалување на квалитетот на делот традиционалното новинарство или она новинарство кое што сме го познавале. Причините за тоа секогаш лежат и треба да лежат во медиумите, бидејќи политиката, знаете, може да има или намера да стави капа или да биде присутна во новинарскиот етер, меѓутоа прашање е на новинарската доблест колку тоа ќе го дозволиме. И кога ќе речам дали новинарите дозволуваат, не сметам дека тоа новинарите дозволуваат, сметам дека самите медиуми западнаа во една би рекол новинарско-екзистенцијална криза во последниве години, бидејќи од една страна заради македонскиот пазар кој што навистина не нуди широки можности за развој на медиумската индустрија, онака како што нудат тоа поразвиените пазари,
А втората причина е секако широката распространетост на новото технолошко доба и на социјалните мрежи, кои што придонесоа помалку да се изгуби довербата во новинарството и новинарите во трка по брзи информации, по полесни информации, почнаа помалку да ги проверуваат вестите, вистинитоста на фактите и се разбира сето она што е нивна основна задача. Затоа сметам дека враќањето на патеките кон традиционалното новинарство е важно, се разбира задржувајќи го императивот да се биде брз. Меѓутоа не брз по секоја цена, не брз само за да се добие клик повеќе или за да тркаат онлайн порталите, туку да се биде брз, точен и правовремен во информацијата што се пласира. Токму затоа сметам дека новинарството од една страна покажува на вистина отпорност на влијанија, новинарството во денешно време, кога ќе во Македонија зборувам, кога ќе видиме колку истражувачки истории секојдневно се промовираат, функционираат и кои што успеваат да ги променат нештата во земјата, бидејќи тие истражувачки истории најчесто се главните поради кои што понатаму се од различни процеси во земјата. Од друга страна, во делот на овој квантитативен скок или овој квантитативен исчекор кон брзање со информациите, понекогаш може од и поефективни од социјалните мрежи. Меѓутоа, мора да се бориме да бидеме покредибилни во овој сегмент, затоа што тоа е новинарската задача. Во спротивно, сите ќе станеме една голем социјален експеримент и никогаш нема да се вратиме на оние стандарди, професионални стандарди кои што од нас се очекуваат. Споменавме истражувачки истории, верувам ќе се согласите со мене, па и новинарите што ги работат тие истражувачки истории најчесто се и на најголем удар и мета, ако веќе зборуваме за партиски ботови и за сето тоа што се случува младен по социјалните медиуми, а најмногу во предизборието сме сведоци на тие штетни наративи и не само на партиските ботови, туку и на самите политичари. Па велиш да се вратиме и на традиционалното новинарство. Сето тоа звучи оптимистички. Па затоа да прашаме дали има простор за оптимизам дека ситуацијата би се променила овие избори, ако знаеме дека најмногу не само кај нас, туку на Балканот политичарите го водат тој наратив, се додека им го подобрува политичкиот рейтинг. Пред неколку дена на дебатата на која што учествувавме, која што вие споменавте на почетокот, разговаравме за ова и со претениците кои што беа присутни на дебатата и не сум сигурен дека има подготвеност, има спремност и во македонската политика да застане, да закочи малце, да рече отидовме предалеку, треба да стиснеме кочница на педалата за да ја вратиме нормалноста во општеството. Она што го споменавме со претениците, рековме зошто секој не тргне од сопствениот двор. Ајде за почеток, вие седнете во собранието и нека профункционира тој етички кодекс прво во собранието, каде што ќе може претениците да бидат на условно речено на мета на нивните колеги, односно на мета на собранието, поради тоа што користат и во самиот парламент на седниците и говор на омраза и говор кој што не е примерен и говор кој што сигурно ги навредува другите претеници. Па зошто да не бидат на некој начин прво осудени претениците за тоа што го прават? Или рековме, ајде тогаш седнете во рамките на вашите претенички групки и во рамките на вашите партии и речете, дајте доаѓаат избори да се договориме да намалиме малку од овие секојдневни пресконференции, на кои изнесуваме различни работи кои што и самите се свесни дека се некогаш непоткрепени, меѓутоа во
обид да го дискредитираат, не знам, својот политички противник или некој што мисла дека би можел да биде штетен по нивниот политички рейтинг, да се секојдневно трукаат едни исти или слични наративи и тука станува збор речиси за сите партии подеднакво кои што може да се забележат дека се во. Така што ако ме прашате дали сум оптимист дека пред изборите оваа работа ќе се подобри, да бидам искрен, тешко дека можам да се наречам оптимист за тоа, бидејќи видете го светов во САД кога го прашуваат Трамп околу за царините, тој дава изјава која што ја пренесуваат медиумите, каде што вели дека мене ми се јавуваат за да ми го бакнуваат задникот, простете на изразот, меѓутоа таков тип на непримерени изјави ако станува мејнстрим во политиката, тоа се разбира не е нешто кон што треба да се стремиме. И затоа малку и пред малку реков, ако се споредиме со некои други држави, можеби сме и подобри, меѓутоа ако сакаме да одиме напред и да гледаме во тоа како нормалноста на нашето општество да ја прилагодиме на нашата прекрасна култура, прво во политичките партии, потоа во медиумите и кај новинарите. Меѓутоа првенствено ќе кажам дека ова би рекол ја диктираат оние кои што сакаат да бидат се присутни во медиумскиот етер, во просторот, а тоа се партиите. За оваа тема останува многу да се зборува и јас се надеваме дека со ваквото јавно говорење ќе правиме промени. Тоа на крајот на денот ни е целта на сите. Штетните наративи прават и играат со емоциите на граѓаните и прават чувство на поделеност како што имаме во секојдневното живење, па се надеваме дека почесто вака ќе седнуваме сите на маса да говориме гласно и ако ги сакаме промените на крајот на денот, тоа мора да го правиме. Младен, благодарам. Благодарим. Беше тоа Младен Чудиковски, председател на Сдруженијето на новинари на Македонија. Време е за првите вести во 8.